Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Во стомакот се наоѓаат многу органи, анатомски структури, така што не е необично што абдоменот е честа локација за разни болки. Болката што се јавува ненадејно и е силна, често може да биде знак за животозагрозувачка состојба, но понекогаш сепак се работи за болка поврзана со варењето на храната. Затоа е потребна добра диагностика. За улогата на радиодиагностиката при акутната абдоменална болка денеска зборуваме со доктор Елена Пижула, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник. Докторке, добар ден и добре дојдовте во телма амбуланта. Благодарам на поканата. Се надевам дека интересна ќе биде емисијата за гледачите и ќе одговориме на нивните прашања, доколку постојат. Така, еве ќе ги поканим уште на самиот почеток и гледачите да се вклучат во програма на телефонскиот број 3076 677. Докторке вела дека болката е пријател на болниот, бидејќи го приморува да се јави на лекар да провери за што се работи. Која е причината што се јавува болката? Како таа настанува? Така е, Марија, како што кажавте, болката на вистина е голем пријател на човекот од една едноставна причина што поради непријатните сензации што самата болка ги предизвикува, болниот бара помош, бидејќи болката пак сама по себе укажува дека во организмот се случува некој патолошки процес. Инаку, патофизиологијата, значи на настанување на болката е еден комплексен процес, но еве, по дефиниција болката би била едно непријатно сензорно и емоционално искуство, придружено со актуелно или потенцијално оштетување на ткивата и органите. Значи, самиот атрибут акутна укажува на непосредна опасност по животот на болниот. Акутната болка, значи, се јавува како одговор на оштетување на ткивата, а пак е резултат на активација на периферните рецептори на болка и специфичните сензорни нервни влакна. Долготрајната надразба на специфичните сензорни нервни влакна има пак за последица поминување на акутната болка во хронична. Постои и неуропатска болка, која пак е резултат на оштетување на периферните нервни влакна. Но јас ќе се задржам на рецепторната болка. Значи, рецепторната болка, таа што настанува како резултат на патолошки процес или на повреда на органите, може понатаму да се дели на висцерална и соматска болка. Висцералната болка се јавува како резултат на дразба на висцералните рецептори кои се сместени во висцералните органи и сврзнато ткиво кое ги обкружува тие органи. Карактеристична што е за висцералната болка, дека е слабо локализирана болка, има карактер на грчеви и може да се шири на поодалечни значи, места на кожата, значи да ирадира. Додека пак соматските рецептори, што соматската болка, значи кога ќе се надразнат соматските рецептори, тие се сместени во кожата, во поткожното ткиво, во фасциите, во париеталниот перитонеум, понатаму во периостот на коската, зглобната капсула и стимулацијата на овие рецептори доведува до една остра, проводувачка, добро локализирана болка. Инаку, исто така, поради оштетување на ткивата на органите се ослободуваат и разни хемиски субстанции, модулатори на болката, вклучувајќи ги и оние што се ослободуваат и во воспалителната каскада, кои можат да ги сензибилизираат периферните рецептори за болка. Еве ќе набројам некои од нив како што се простагландини, серотонин, брадикинин, адреналинот и така натаму. Мислам дека одговорив на отприлика на начинот патофизиолошкиот пат на настанување на акутната болка. На акутната болка. А докторке, дали постои субјективност во болката? Односно, имаме ли различен прак на болка? Реагираме ли сите ние различно на болка? Дали некој што има хронична болка ќе реагира исто на акутната болка како здрав човек? Па во таа смисла, значи постои нормално дека постои субјективност затоа што и болката е субјективен феномен, нели ние ја доживуваме болката. Значи во таа смисла кога го проценуваме тоа,
треба да се процени психолошката состојба на болниот. Ако болниот, но ова важи за умерени болки, значи болки што може да се толерираат, односно психолошки да се ремоделираат. Инаку, значи, треба да се процени дали болниот е анксиозен, дали е депресивен, зашто еден анксиозен пациент, например, може да ни даде и слика со да биде испотен, да биде, значи, во грч, значи да ни даде една слика како на акутен абдомен, затоа тоа е многу важно да го разграничиме дали болниот кај него психолошкиот момент е повеќе нагласен или на вистина се работи за една акутна болка. Дали е депресивен, исто така кај онколошките пациенти треба да се разграничи болката од едно хронично страдание, значи еден хроничен страв. Инаку постојат некои базични мерења за болката. Тие се важни во клиничкиот преглед, значи едно формално одредување на јачината на болката, таа се врши по вербална и нумеричка скала. Значи вербалната скала пациентот го прашуваме дали како ја чувствува, значи како субјективно ја чувствува, дали чувствува јака, умерена, слаба болка да ни вербализира и по нумеричка, значи имаме од 1 до 10 и така ја градуираме болката да ни покаже на која скала од прилика ја чувствува болката, зашто тоа е важно, нели, за проценка на состојбата на болниот. Зошто вела дека е особено проблематично ако акутна абдоминална болка се јави кај многу млади или пак многу стари лица? Има ли проблем со нив да ја лоцираат, да покажат точно каде ги боли, особено оние кои што се многу мали? Да, во таа смисла е бебињата и постарите, значи постарите лица, нормално кај нив заради моментот на неможност за артикулација, нели, да ни објаснат, да ни кажат каде ги боли, значи кај нив е потешко да се определи нормално, но тука ние се водиме повеќе по изгледот на болниот, значи како се однесува, како изгледа и од самиот клинички преглед. Инаку сакам да кажам дека акутната абдоминална болка е подеднакво загрижувачка кај сите возрастни групи. Значи, доколку навремено не се диагностицира, нели, ако доведе до прогресија, може да доведе и до смртоносни последици. Затоа сакам да истакнам дека кога постои акутна абдоминална болка треба значи да се има еден да не се чека. Вела дека абдоменот е како затворена книга во дијагностиката. Што значи тоа? Дека е тешко да се утврди за каков проблем се работи? Па да, абдоменот е една затворена книга, бидејќи многу болести и состојби може да се презентираат со клиничка слика на еден акутен абдомен. Значи, пристапот со еден таков пациент во таа смисла треба да е многу сериозен, значи истиот бара брза и прецизна, значи прецизност во поставување на дијагнозата. Значи, токму заради тој момент постои еден алгоритам, значи во дијагностицирање на акутниот абдомен. Прво е, значи, анамнезата, каде што се определува, како што споменав, квантитетот и квалитетот на болката, значи кога, како настанала и каков интензитет има таа болка. Понатаму физикалниот, клиничкиот преглед, лабораториските анализи и после тоа следува радиолошката дијагноза. Значи, клиничкиот преглед и лабораториските анализи најчесто ни даваат информации за диференцијалната дијагноза, но со радиолошките дијагностички методи ја потврдуваме или исклучуваме дијагнозата. Сега секој од тие значи степени во прегледот на акутен абдомен има свое значење. Например, во анамнезата треба да го прашаме пациентот дали болката настанала нагло, обично кај акутниот абдомен, затоа е и акутен, настанува нагло, како кога ќе се запали сијалит. Значи, сега е важно да се праша дали таа болка е во каков квалитет има болката, дали е со стегање на како колика, дали е како раздерувачка болка, која најчесто се јавува кај руптури на аневризми на аорта, или пак е некоја по-тапа болност која се јавува кај воспалителните процеси, која со тек на времето нели прогредира и се зголемува.
Палпацијата на стомакот, значи физикалниот преглед почнува со палпација на стомакот. Тука треба да се види дали стомакот е мек или е тврд, кој е типичен знак за болка, значи кај акутниот абдомен. Постои една одбрамбена затегнатост на стомачната мускулатура која на предниот абдоминален зид, која е рефлексна реакција на париеталниот перитониум. Значи ние тој знак го нарекуваме дефанс, значи одбрана. Организмот се труди да го локализира процесот, значи тоа е еден одбранбен механизам во првите редови, да речам. И потатаму перисталтиката е исто важна. Значи дали постои перисталтика, со инспекција се гледа, или не постои перисталтика, или пак постои една хиперперисталтика што може да се види на предниот абдоминален зид, најчесто кај обструкции во првата фаза од настанување на состојбата. Лабораториските параметри, значи лабораториските параметри, како што нагласив, кај акутниот абдомен повеќе укажуваат на едни системски реакции на организмот, отколку што допринесуваат за точната диагноза. Например, хематокрит и хемоглобин може да укажуваат на дехидратација на пациентот или да откријат анемија. Потоа бројот на леукоцитите во раната фаза на болеста дури може да биде и нормален. Значи не мора да биде зголемен. Одредување на основните електролити и урејата исто ни укажуваат на еден електролитен дисбаланс, кој треба, доколку се планира операција, да биде коригиран. Понатаму пратењето на диурезата и креатининот може да не ориентираат за функцијата на бубрезите. Од хепаталните тестови важни се да се направат билирубинот, аминотрансферазите, понатаму серумските амилази и липази може па да ни укажуваат дека се работи за акутен панкреатит. Гасните анализи во артериската крв исто ни укажуваат дека може да настанува и една респираторна инсуфициенција. Значи, понатаму радиолошката диагноза која би требало да го потврди или исклучи сомнението на клиничкиот преглед, значи на клиничкиот лекар, започнува најчесто со една рентгенграфија или ултразвук, затоа што во зависност од насоката на клиничкиот преглед и клиничкиот лекар, дали прво ќе се направи ултразвук или прво ќе се направи една конвенционална радиографија. Доколку се сомневаме за перфорација, доколку се сомневаме за една обструкција на цревата, тогаш приоритетна метода е рентгенграфијата со која го почнуваме радиолошкото испитување. Што бараме? Значи на еден радиограм бараме два знака кои не опатуваат дека се работи за акутен абдомен. Доколку постои слободен воздух, значи слободен воздух под десната диафрагмална купола во вид на српасто просветлување, тоа ни е јасен знак дека се работи за перфорација на шуплив орган, или пак доколку постојат, ние ги нарекуваме хидроерични или аероликвидни нивои, значи нивои на течност и газ во абдоменот, како каскадно наредени, тогаш значи станува збор за една обструкција на цревата, каде што радиолошки ние понатаму радиологот толкува дали се работи за тенкоцревна обструкција, дебелоцревна обструкција, си има посебни параметри како се толкува еден радиограм. Имаме гледач кој што очекува да се вклучи во програма, да му дадеме предност, па ќе продолжиме доктор Кеонама каде што запревме. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам едно прашање до докторката за мојот сопруг. Така, повелете. Тој подолго време има грчеви во стомахот. Така. Грчеви, тоа болни, со болка. Има правено колоноскопија, оноскопија, тоа имаше пред 2-3 години цир на желудникот, а потоа му помина, тоа се излечи со лекови со во. И сега нема цир, ама има грчеви. Така и понатаму има болка. Да. Добро. И каде да се обратиме? Така, што би требало да направите во еден ваков случај? Ви благодарам
за вклучувањето во телмамбуланта. Докторке, дали можевте да го слушнете прашањето најнапред? Па мислам дека делумно го разбрав прашањето, не разбрав само кои диагностички досега методи ги има направено пациентот. Веројатно има гастроскопија и колоноскопија, колку што разбрав. Тие две диагностички методи бил утврден чир на желудникот, но и понатаму пациентот има грчеви во стомакот, па сега што понатаму вие советувате да се преземе? Па доколку веќе се направени тие диагностички процедури, е веќе утврдено дека постои чир, сигурно, значи укус на желудникот, сигурно пациентот е регулиран со терапија за чир на желудникот. Сега тоа може хронично, значи да бидат цревата иритирани од храна. Например, зависно како пациентот што консумира во тек на денот. Дали треба да се види тој диететски режим, значи кај пациентите што имаат чир на желудник, значи не може да консумираат секаква храна. Понатаму можеби треба да се направи еден контролен ултразвук, да се види состојбата на другите органи. Например, можеби грчеви има заради други состојби, можеби се работи за еден иритабилен колон, ако има постојани грчеви, кој е функционална, не постои органски субстрат, така да можеби треба пациентот да се додиагностицира. Така. За да се, да. Имам уште еден гледач. Да го слушнеме и тоа прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се јавувам до докторката да прашам дека исто така имам проблеми с грчеви, надуваност на стомао. Тално кога одам, пошто сум оперирана од карцином на градата и полипи на дебелото црево, многу пред 20 години. Ама сега стално имам проблеми со кога одам по надвор, почесто да одам, а да не го испразнувам до крај цревото. И почесто тука кај желудникот, некој тремор, секој е малку повеќе јадење, многу се осеќам заморно и со некоја болка, тешко дишење и секаде одам и никаде никој ништо не може да ми најде. Ако ми прават контрола на стомао, на стомасните ради градата, секогаш пишува таму многу гасови во стомачната шуплина. И јас сега не знам, никој никако не реагира да рече. Така, сега ви интересира каде да се обратите за да добиете конкретна диагноза и вие да го решите овој проблем. Значи нешто, дека треба некаде да одам и имам проблеми, значи со тоа. Ви благодарам за вклучувањето во денешната телмамбуланта. Докторке, што предлагате во овој случај? Какви испитувања дополнително треба да се направат за да се постави диагноза? Јас се извинувам, не го слушнав баш многу добро, не се слушаше гледачката. Така, гледачката имала операција на рак на дојка и исто така полипи на дебелото црево. Сега има проблем со подуеност на стомакот, гасови има, проблеми при празнење на цревата и кога јаде, доколку изеден поголем оброк, потоа чувствува замор. Па прашањето е што да преземе, бидејќи до сега не е поставена диагноза, а таа со години страда од проблем со гасови во стомакот. Така. Во овој случај јас би советувала пациентката да направи една колоноскопија и исто така заради претходната онколошката диагноза би советувала да се направи и компјутерска томографија на градниот кош и на абдоменот, за да се види состојбата на органите заради примарната болест. Имаме повторно гледач, ајде да му дадеме можност да се вклучи, а потоа ќе продолжиме со предвидениот концепт. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Ви благодарам. Јас сум една мајка, што се јавувам за керка. Керката е срам да се јави, али еве јас, да не ви одзимам време. Керката имаше така еден мал стрес на работа. Се префрлуваш од едно работно место медицинска сестра, а дипломиран дефектолог и тука не може да најде работа и имаше страшен стрес. И еве сега веќе
15 дена, мајко каже, девојка е 34 години, а мајко вика, немам апетит, јас ја терам на сила да јаде, не ми се јаде, она нормално јаде, али немам апетит и како да имам некоја празнина во желудник. Болки дали има? Некакви болки во стомакот дали има или нема? Не, болки во стомак нема, во желудникот има тежино, начина и се гади. Јас отидов купив реглан. Така си земавте вие некои апчиња кои што сметавте дека може да помогнат, но претпоставам дека немале ефект, штом се јавивте во програма да побарате совет. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Докторке, што во ваков случај кога после стрес се јавува проблем со апетит, со некаква тежина во желудникот, има ли потреба за некакви испитувања? Па, претходно нели разговаравме за тој момент, споменав, значи многу е важно кај пациентите да се разграничи дали се работи за анксиозен пациент или се работи вистински за вистински некој органски субстрат постои за појава на болката. Меѓутоа, пак ќе кажам, и тривијалната болка или некоја што ние ја велиме многу незначајна болка не треба да се игнорира. Би требало пациентката да направи како неинвазивна радиолошка метода најбрза еден ултразвук на стомакот, за да се можеби ќе ја смири тој момент дека е се во ред. Дека ако или пак гастроскопија ако чувства подолго време проблеми со да. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Почитувани, останете на Телма. За акутната болка во стомакот денеска зборуваме со доктор Елена Пижула, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник. Доктор, ке ги објаснувавте начините на диагностика кај пациентите кои што ќе се пожелат на болка во стомакот. Посочивте на вистина многу причини за појава на акутна болка. Јас би сакала да ве прашам за слепото црево. Колку често пациентите кога имаат силна болка во стомакот, всушност проблемот лежи во воспалението на слепото црево и дали во ваков случај е потребна некаква радиодиагностичка алатка за да се утврди точната причина за болката? Така. Значи, акутниот апендицитис е најчесто заболување кое бара хирушка интервенција и која ја зафаќа најчесто помладата популација. Значи, акутниот апендицитис исто така може да почне со една, како што напоменав, висцерална болка, значи нелокализирана, дури може да почне со болки во епигастриумот, со мачнина, значи со некои неодредени грчеви и понатаму во тек на неколку часа, значи да се локализира болката во десниот долен квадрант, каде што и се наоѓа слепото црево. Некогаш може да има, значи да не заведе самата локација или позиција на слепото црево, може би да биде поставено позади цекумот или да биде издолжено или да има висока позиција, така да може да помислиме дека се работи за некое друго акутно воспаление. Во секој случај, значи кај секој пациент со акутна абдоминална болка го правиме истиот алгоритам на преглед. Значи прво пациентот го прегледуваме, значи уствари анамнестички, да ни ја покаже, значи локализацијата каде се наоѓа точно болната, најголемата болна осетливост, некогаш ќе го приметиме и тој знак на дефанс, значи тврд абдомен во предел на некогаш е локализиран, значи во предел на десниот долен квадрант. Понатаму пристапуваме со лабораториските параметри да видиме дали се зголемени леукоцитите, ЦРП и така натаму и во понатамошниот тек болниот го праќаме на едно радиолошко испитување како што е ултразвук или компјутеризирана томографија кога се смета дека е значи ако имаме сомнение за перфорација на слепото црево,
тогаш може да се направи компјутеризирана томографија, инаку исто така покрај ултразвукот се прави и еден радиограм да се види дали постои дали таа перфорација, ако постои перфорација, е видлива. Така да тие се основните дијагностички методи кои ги применуваме за дијагностика на апендицитот. Тој настанува како резултат на една лимфоидна хиперплазија, обично кај младите луѓе, настанува заради таа хиперплазија обструкција и сега многу зависи во која фаза, значи ќе се открие заболувањето, дали апендиксот е едематозен или пак веќе настанала понапредната фаза на инфламаторниот процес, може да се види како еден перицифлитичен, периапендикуларен течност или периапендикуларен абсцес, кога веќе е тоа поодмината фаза, кога веќе имаме и значи сомнение поголеми шанси за перфорација на шупливи на органа. На слепото црево. Имаме гледач кој што очекува вклучување во емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. До докторката имам едно прашање. Секако, повелете. Вака, јас сум човек 75 години. Ме слушате? Да, ве слушаме. Само јас ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот или да го исклучите. За тоа немаме добра комуникација. Телевизорот е намален. Ете така, сега ќе можеме нормално да комуницираме. Значи имате 75 години и некаков здравствен проблем. 70 години имам, правено имам короноскопија 2 пати, ми се појавува некој полип имало тоа. Ништо, гастроскопија имам 3-4-5 пати правено, као гастрит, и некој киселини, ништо. Пред 10 дена оперирав жолска, кај доктор Никола Јанкуловски на клиника. И сега имам пак стомачни болести, многу 10-12 ден, никако да ми помина болките. Се извинам, од што сте опериран? Од жолчка. Од жолчка, добро. И понатаму имате болки, па сега прашањето што да направите понатаму. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, меѓу другото, јас сакав да ви поставам прашање за болките кои што се резултат на жолчното кесе, па еве, одговор на пациентот и воедно и за овој проблем, кој што е релативно чест. Да. Вака, сега јас како што разбрав, пациентот веќе има холецистектомија, значи извадено е... Да, веќе е направена операцијата, но и понатаму чувствува некакви тегови, болки, непријатности. Да, значи во раната фаза после холецистектомија може да се чувствуваат болки, и тука е многу важен момент да се регулира исхраната, бидејќи е извадено жолчното кесе, се препорачува диететски режим месец дена после холецистектомијата, додека да се регулира дигестијата, значи да се навикнат цревата на еден нов начин на функционирање, кога жолчката значи отекува слободно, немаме жолчното кесе е како резервоарче, значи точно се знае во која фаза ги испушта жолчните субстанции кои помагаат во варењето на храната во 12-палачното црево. Значи многу е важно болниот да има да му се препише или од матичен лекар диететски режим, додека да се регулира таа состојба на жолчното кесе. Докторке, кога боли жолчката? Така, кога боли жолчката? Дали треба таму да има камен за да се случи проблемот? Се гледали на ехо каменот? Или пак полипот? Полипот создава ли проблем? Полипот најчесто е случајна. Значи полипот не прави болка. Може и калкулозното жолчно кесе, значи кога има конкременти во жолчното кесе, да бидат мирни, значи да не даваат никакви симптоми. Но може да се случи и акалкулозна жолчка, значи жолчка во која не постојат конкременти или калкули, исто така да даде една слика на акутен холециститис, значи да се воспали. Тука значи имаме повеќе варијанти, меѓутоа најчесто акутен холециститис настанува кај жолчка каде што постојат конкременти, повеќе конкременти,
и тоа како резултат на обструкција, значи на жолчните изводните жолчни патишта, најчесто на ултразвук може да видиме еден заглавен во дуктус цистикус, например, конкремент, и тоа да биде причината за настанување на акутен холециститис, значи воспаление акутно на жолчното кесе, што нормално бара понатаму третман и хируршка интервенција. Значи се смета дека значи секој пациент, тоа сакам да кажам, секој пациент со акутна абдоминална болка со симптоми на акутен абдомен се смета за хируршки пациент, се додека не го исклучиме тоа, значи додека не се докаже спротивното. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Се јавам, ја слушам докторкава, имам мака со стомаков и нон-стоп ме боли стомаков, исто во деснава нога, нон-стоп ме боли, имам 63 години, затоа реков ја слушам докторкава, реков да прашам или имате прегледи некако или како да прашам. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Постојани болки во стомакот докторке, но исто така пациентката вели дека и во десната нога чувствува болка. Што треба да се направи, каде да се јави? Пациентката треба да се јави на абдомина, кај еве на пример може праша кај нас дали може да го направи тој преглед, секако дека може. Значи може да се закаже преглед, да се направи еден абдоминален преглед, понатаму може да се направи и ортопедски преглед, бидејќи напомена дека има болка која ирадира кон ногата, значи може да се работи за дискус хернија, па болката може да се шири по должината на ногата, значи глутеалната регија доле до прстите, така да треба да се издиференцира за што се работи, дали се работи за дискус хернија или пак може би се работи и за дискус хернија, а и за некој проблем во стомакот, некоја може хернија да има или некаков гинеколошки проблем, значи треба да се направи еден преглед подетален за да се види за што станува збор кај гледачка. Докторке, имам уште еден гледач, сакав да продолжам со едно од предвидените прашања, но ајде да му дадеме можност на гледачот предност да се вклучи во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да ве прашам. Јас сум оперирана од жолчка 88 година. Така. А после 98 имав каменчиња во каналите на црниот дроб. Тогаш ми ги вадеа со тоа нешто преку уста, со трево што беше. Сега пак ми се направи. Што да правам сега? Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што би препорачале во ваков случај? Во ваков случај сега, ако добро разбрав, значи пациентот е веќе со извадена жолчка, меѓутоа во каналите и понатаму има камчиња. Повод дуктус поледокус, најверојатно некој, не знам тоа, не ми е јасно, бидејќи тоа би дало една клиничка слика, пациентот би пожолтела доколку има таква некаква значи манифестација, меѓутоа секако ќе препорачам еден подетален гастроентеролошки преглед. Може и ултразвучен преглед да се направи и понатаму во зависност од клиничкиот преглед, од клиничкиот наод да се види дали треба да се направи дури компјутеризирана томографија, тука би препорачала. Реналната болка, односно болката предизвикана од бубрезите, е исклучително силна. Дали таа може да се помеша со некој друг проблем или многу јасно се диагностицира? Откако пациентот ќе ги опише проблемите. Во случај да се работи за камчиња, дали тие секогаш се гледаат на ехо доколку се тргнати во каналот? Доколку се тргнати во каналот, нема да се видат на ултразвукот, затоа што тој дел ни е недостапен за ултразвучен преглед, значи од бубрежната карлица до бешиката. Тогаш најдобро, значи ако е минерален конкрементот, значи ако е калциумски, тогаш ќе го видиме на еден обичен радиограм по должината на уретерот, на кое ниво се наоѓа.
обично над проксимално од таа обструкција може да настане, ако навремено не се преземат мерки, значи да настане една хидронефроза, значи задржување на урината во бубрегот и дилатација на тие локалискниот систем. Имаме гледач повторно. Тоа е акутен проблем. Да. Акутен проблем, така? Кој што... Да, во секој мора да се реагира на време. Реналната колика спаѓа во едни од најсилните болки во медицинава што познати, така да секако пациентот ќе се јави на лекар и секако ќе му се диагностицира тој проблем. Во најголем број на случаи е така. Имаме повторно гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Имам 75 години. Така. Еве 20 дена нередовно празнење, тврда столица и многу тешко празнење имам. Болки немам. Нешто во стомакот како гладост. Така осеќам, инаку апетит се имам, се ми е добро. Така, само проблем со празнење на цревата, без при тоа да имате болка. Ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Има ли некаква радиодиагностичка метода во овој случај што би можела да му помогне на пациентот, што вие предлагате да се направи? Неволно празнење или не разбрав тука, неволно празнење или проблеми со празнење? Проблем со празнење, не може да излезе да... Аха, окей. Као обстипација. Како обстипација. Така, да. Па да, значи исто тука би советувала да се направи еден подетален гастроентеролошки преглед и да се види тука ултразвук кога се работи за црева, значи ултразвукот како метода не е толку препорачлива, меѓутоа може да се направи колоноскопија. Ние правиме виртуелна исто колоноскопија на радиологија, така да гастроентеролошки преглед, други испитувања, лабораториски, да се види за што станува збор. Значи мора пациентот да се додиагностицира. Ајде да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката и до вас. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Чега дали може да ми каже докторката. Јас имам правено први пат операција на двата бубрега. После известно време левиот бубрек ми е отстранен. Отстранен без бубрек. И сега помина толку време некако, и сега овој задни време, година време, тоа место кај што е останен бубрего, внатрешно има многу болки. Таму каде што ви е отстранет бубревот, сега чувствувате болка? Да, се тоа болка на таа страна што ми е останен бубрего. Веројатно внатре има нешто или нешто да не е загноено или нешто такво. Не ми е јасно од што е болката и сега ве интересира што треба да направите за да се... Што може докторка да ми препоручи нешто да... Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, не знам дали можевте да го слушнете прашањето? Да, го слушнав прашањето. Тука ќе препорачам, значи прво да се направи ултразвук на абдоменот, односно на бубрежните ложи, и доколку се види некаков патолошки субстрат, а и да не се види, доколку пациентот има таква симптоматологија, би препорачала компјутеризирана томографија, значи за да се види дали во бубрежната ложа постои некаков субстрат патолошки, да се види функцијата на другиот бубрег и лабораториски нормално параметри да се исклучат воспалителни и некои други евентуално. Споменавте дека перфорацијата на цревата создава силна болка и е тоа итна состојба која што бара хируршко решавање на проблемот, но исто така и перфорацијата, односно прскањето на стомачната аорта е исклучително голем проблем. Што се прави во случај кога ќе прсне аортата? Има ли време за диагностички процедури, како снимање и слично? Вака сега, значи тоа спаѓа во доменот баш на ургентната хирургија и радиологија. Значи, бидејќи настанува многу нагло со една раздерувачка болка, тогаш значи пациентот брзо се транспортира до хируршка установа и се прави
значи компјутеризирана томографија, значи ја правиме со артериска фаза да се види дали односно дали се работи за аневризма, руптура на аортата, дали е таа задржана руптура, значи ако има околу аневризмата хематом, или пак имаме акутно екстравазација на крвта во моментот на прегледот. Значи таа е една од многу ургентните состојби и бара веднаш хируршка интервенција во најкраток можен рок. Да. Ајде да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Добар ден, ве поздравувам. Ви благодарам. Прашањето до докторката е следно. Сум на 80 години. Веќе подолго време имам болка од десната страна на стомакот, која преминува на истата страна на грбот. Тоа е болка која е повремена, подолго време ми се јавува, некогаш со појак, некогаш со помал интензитет. Така, сега претпоставам вашата дилема е за што се работи. Од десната страна, од предната страна на стомакот, но и ја чувствувате на истото место на грбот, ако ве разбрав добро. Со различен интензитет. Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Докторке, што можете да кажете за овој проблем на нашиот гледач? Па, како што разбрав по локализацијата на болката, може би да се работи за така ирадира и така боли жолчното кесе. Значи во десната страна ирадира позади и во десната лопатка, така да може би се работи и за холециститис. Меѓутоа, болниот во секој случај треба да, сега не разбрав дали е поврзано со перисталтика, со празнење, тој момент од прашањето не го слушнав. Меѓутоа, ќе препорачам како првично да направи еден ултразвучен преглед на абдоменот и доколку е потребно и понатаму, значи да се продолжи со диагностичките процедури, да се направи една компјутеризирана томографија или пак ако се утврди дека се работи за црево, една колоноскопија, така. Докторке, имам уште навистина малку време. Во денешната емисија останаа навистина многу прашања. Јас само би ве прашала откако ќе почне лекувањето кај пациентите со акутен проблем, односно со акутна болка во стомакот, какви диагностички процедури се потребни во процесот на лекување и по завршувањето, да речеме, на некој оперативен зафат? Значи, тука веќе, нели, пошто имаме широк диапазон на заболувања во абдоменот, кои бараат, ако се јави слика на акутен абдомен, еден хитен хируршки третман, значи хируршка операција, после лекувањето, значи со операцијата практично пациентот е излекуван. Така. После операцијата се следат хирургот, значи клиничкиот лекар што го води пациентот, ги следи параметрите, доколку е потребно се прават, обично се прават, значи контролен ултразвук, постоперативен контролен контролна компјутеризирана томографија, некогаш е доволно само да се направи и рентгенграфија на абдоменот, за да се види во кој правец, дали добро напредува, мислам дали нема постоперативни компликации, некогаш после се појавува, нели, може да се појави компликација постоперативна кај поголемите зафати на цревата во абдоменот, например паралитичен илеус, па да се исклучи дали се работи за паралитичен илеус или е состојба која ќе се сама регулира. Значи, во секој случај, доколку е, например, еве да речеме, акутна холециста или акутен апендицитис, тогаш, ако болниот си добро напредува, значи, постоперативно лабораториските анализи, клиничката слика даваат, значи, водат во правец на излекување, тогаш нема потреба да се прават дополнителни радиолошки исследувања, но кај поголемите операции е како
дури да кажам обавезно постоперативно да така, се зависи од проблемот и од поставената диагноза. Докторке, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Остана уште многу работи кои што би можеле да бидат разјаснети, но тоа сепак нас ни остава простор за уште едно дружење во емисијата. Така, ви благодарам уште еднаш за поканата во вашата емисија. Се надевам дека одговоривме, дадовме одговор на гледачите за ова актуелна тема, мислам секогаш актуелна тема. И сакам само да апелирам дека секоја пациентите да не ја занемеруваат болката во стомакот, значи посебно хроничните болни, каде што земаат секогаш одредена аналгетска терапија заради некакви други болки и болести, значи никогаш да не се занемари болката во стомакот, да се реагира на време и да се јават на лекар. Така, ви благодарам за сите совети и препораки во денешната емисија. Почитувани доктор Елена Пижова, специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник, беше нашата денешна гостинка. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и овој пат, а нормално тука сме секој работен ден во 12:45, каде заедно учиме за нашето здравје. До гледање.